24 анализа, добро вечер. Јас сум Гоце Михајловски, а мој гостин вечерва е професорот Стево Пендаровски, кандидат на опозицијата за председател. Добро вечер, господин Пендаровски. Пред да го започнеме разговоров, само да напоменам дека поканет за интервју беше исто така и кандидатот на ВМРО ДПМН, актуелниот председател Ѓорѓе Иванов, но неговиот кабинет ни соопштија дека засега не е во можност да дојде. Поканата е секако отворена, доколку процени дека треба да се појави, студиото е отворено. Пендаровски, ако не се лажам, ова ви е прво интервју како политичар. До сега навикнавме да ве гледаме како аналитичар, професор, експерт. Да, како експерт долги години во официјално својство на кандидат на една политичка опција. Да, бев дел од тимот на опозицијата за 2011 изборите, меѓутоа не бев фронтмен. Овој пат сум на првата, формално кажа, на првата позиција. Што ве мотивираше да се кандидирате? Напуштате една лагодна позиција на експерт, на аналитичар, влегувате директно во политичкиот ринг, влегувате во услови кога многу неизвестности ве очекуваат. Мислам, сигурно сте свесни. Тоа беше практично најголемиот мотив. Јас сум години и години присутен во јавноста, последниве 5-6 години сум со јасно профилиран политички профил на страната и во рамките на опозиционото движење, и мојата проценка беше дека ова е моментот кога би требало сите оние кои имаат намера да се вклучат и да придонесат, ако е возможно да се промени постоечката политичка структура и политичкиот курс, тоа да го направат. Значи имав лични мотиви, конечно да дадам конкретен придонес со свој директен политички ангажман во носење нешто ново во Македонија. Ова што го гледаме во моментов и ова што е наназад неколку години е де факто одење во многу погрешна насока. Ја не се согласувам со тоа, јас сум го кажал во друг капацитет, во друго својство многу пати. Сега сакам и во практична политичка смисла, во конкретно во политичката арена, тоа да го понудам. Дел од забелешките по објавувањето на вашата кандидатура беа дека сте добар советник, добар аналитичар, добар професор, меѓутоа не сте за прв човек, не сте за човек што би носел одлуки. За волја на вистината до сега сме немале прилика да ве видиме во такво светло. Какви гаранции имаме? Па ја не сум бил никој, јас сум кога советуваш, не носиш одлуки, го советуваш тој што носи одлуки, значи немам никаква дилема. Што процен? Да погрешиш. Тоа може, значи, одговорноста е кај двата председатели за кои работев повеќе години, беше јас ќе го кажам моето, но тие носат политичката одговорност, конечно тие излегуваат на избори. Мислам дека имам доволно акумулирано политичко искуство и знаење, имено од тие 8 години заедно со два македонски председатели, да можем и самиот да влезам и да ја преземам одговорноста. Значи, до сега во формална смисла не сум бил во ситуација да носам одлуки, бидејќи не сум бил политичар, не сум бил на избрана функција. Но овој пат имам намера тоа да го направам и немам никаква дилема, немам никаква резерва кон тоа што би требало да го правам. Имам доволно знаење и доволно искуство, тоа што го гледав од луѓе од кои има што да се научи, немам никакво колебање во таа смисла. Дека знам и можам да го направам тоа. Овие денови веќе се појавија некои клипови на интернет. Вие не сте политичар, не сте навикнати на кампања. Дали сте психолошки подготвен за тоа што ве очекува? Апсолутно, Гоце, јас сум подготвен. Да не се случи да среде кампања да ве снема? Како Јануковиќ да избегате некаде? Не, тама работа. Македонската јавност знае дека во 2001 кога беше најтешко, некои други бега. Ја бев секојдневно на екраните во време кога беше најтешко и кога требаше да се соопштуваат лично тешки работи. Од ден за ден се кажуваа само трагични вести. Ја го правев 3,5 месеци секојдневно. Многу други луѓе, да повторам, дури и оние на кои им беше работа да ги соопштуваат тие работи, бега. Не зборам за оние кои одмараа на Халкидики, туку за оние кои беа decision makeri, тие бега и ни препушта на нам помладите во тоа време да соопштуваме неубави работи. Значи, ако сум го поминал тоа во 2001-та... Подготвени сте на црна кампања на тоа? Па јас сум подготвен затоа што мислам дека оваа власт по инаква кампања не знае да води. Значи, гледате, вика, ние сме навикнати години и години наназад на огромна количина црнила. Нивната филозофија е во пропагандата дека ако доволно црна боја историш врз некого, дека тој нема да биде понатаму истиот човек. Ја не мислам дека е тоа така. Значи, подготвен сум на се, меѓутоа наспроти таа црна пропаганда која е закон број 1 за оваа структурна власт, ја имам намера да водам сосема обратна кампања. Значи, имам намера да кажам тоа што знам, што го знам и тоа што имам намера да го направам по изборите. Воопшто не ме секира. Значи, можда што сакаат да прават, апсолутно не ме тангира и ќе го издржам сигурно. Во оваа предкампања особено сте фокусирани на социјалните мрежи. Меѓутоа, тоа е виртуелен свет, реалност е сосема друго. Го покаже тој случајот со професорката Ванковска. Мислите ли дека така можете да добиете избори? Ѓорѓе Иванов веќе посетил 70 села и градови за една недела. Му посакувам успех во тоа што го прави. Така смета дека треба да се прави, иако да бидеме реални. Почетокот на оваа активност, која се уште не е кампања, беше нужност.
Ако не е вашиот медиум и уште еден-два медиума, ние практично немаме сите комплетно од опозицијата, немаме каде на овие така наречени традиционални медиуми да се презентираме. Че ја ви благодарам за таа можност. Се надам дека некои од другиве етаблирани и национални радиодифузери ќе ја покажат слична доблест. Тоа беше нужност во еден дел, но и потреба затоа што новите медиуми се заземаат свое место. По сите истражувања, близу половина од популацијата, особено помладата, се информира или исклучиво или и од социјалните мрежи. Мислам дека е тоа една алатка која е денеска користена во целиот свет. Господине Пендаровски, вас ве сметаат за човек зихераш, човек што оди на сигурно. Меѓутоа, овој пат сте сигурно свесни во каква позиција сте, освен Ѓорѓе Иванов, спроти себе ќе имате и целата партиска машинерија на ВМРО ДПМН. Сигурно знаете што значи тоа и не ви гарантира никаков успех. Кога се партиската машинерија на ВМРО ДПМН е мит. Таа партиска машинерија е пропагандна машинерија, која ќе ја разголиш, таа нема никаква практична политичка суштина. Па на претходните изборни цикуси се покажа дека функционира безпрекорно. Само во една насока, во насока на закани и плашење на луѓето. Значи, ние знаеме што се случуваше 2011-та, тогашната десница беше масакрирана од таа политичка машинерија. Носи гласови. Им ги испорачува резултатите. Ако испорачува резултати на таков начин, ја не би сакал тоа да го користам као искуство, не би сакал да го одобрам и не мислам дека е легитимно во политичка смисла. Ако е тоа политичка машинерија во друга смисла, да дојде да дебатира со мене, на дебати на кои ги нема со години, тогаш да. Меѓутоа машинерија која ги плаши луѓето со работни места и со не знам какви други услуги, со субвенции има, нема. Значи, која ги користи сите дозволени и недозволени надземни и подземни средства за пропаганда, ја немам намера тоа да го користам и едноставно мене ми е одбивно. Како и каде? Јас почнав преку социјалните мрежи, ќе ги користам и сите други традиционални методи, ќе одам од човек до човек, од врата на врата, независно за мало, дали станува збор за мало село, за мало населено место или за град. Дали имам прва одлука во вашата кариера во која влегувате со неизвестност, во која исходот е навистина неизвестен? Ја мислам дека шансите за успех на овие избори се опипливи, независно што мислат луѓето кои веруваат во политичката машинерија, како што ја нарекувате, затоа што мислам дека знаците на зарибување на таа машинерија која работи на таков еден неморален начин се видливи. Ако таа машинерија во наводници не употреби некои нови техники на мамење и на притисок врз граѓаните, и ним самите им е јасно дека тие не може да ја добијат довербата каква што ја добива 2006, 2008 до кај прилика 2009 година. Од 2011 нааму таа машинерија, користам изразот кој вие го употребувате, таа машинерија почна да користи повеќе притисоци отколку коректно политичко убедување и ја мислам дека тие тенденции нема да запрат, туку само ќе се шират. И тоа ние мораме да бидеме свесни со кого имаме работа и не може да избегаш од таа битка. Едноставно, таа битка влогот е нашата земја. Јаме резерва. Во кулуарите се има разни шпекулации дека сте човек на Америка, на НАТО, на Европска унија, не знам на кого. Не. Имаат ли основа ваквите? Дали сте се консултирале со вашите пријатели по западните метрополи? Не, јас пријатели имам индивидуалци, немам пријатели амбасадори и држави. Мислам дека никој во Македонија нема пријател држава од западот или држава од истокот. Моите пријатели се професори најчесто од академската сфера, со кои се консултирам, као што се консултирам и со моите пријатели во Македонија. Значи, немам никаква друга скриена подземна надземна активност во таа смисла. И она што јас го знам, и јас сум еден веројатно од првите кои пред 5-6 години го кажуваше тоа и јавно дека така наречената меѓународна заедница ќе има се помала и помала улога во било какви избори на Балканот, вклучително и во Македонија, и не мислам дека било која западна држава може да игра решавачка улога во нашите избори. Значи, практично вие може да пиете кафе со некој амбасадор, меѓутоа да очекувате од него, ако очекувате од него да ви ги одработи изборните резултати, вие сте у заблуда, вие сте политички наивец. Добро, да не ве охрабриле тие, да не... Не, мене ме охрабри најмногу поддршката, тоа беше клучниот фактор зашто се решив овој пат, после долги месеци лично размислување и дилеми. Ме охрабри поддршката која добив пред се од политичката партија СДСМ и од тие 20 на партии кои се во така наречената здружена опозиција, практично на нивните внатрешно партиски номинации и конвенции, јас бев споменат во сите нивни, буквално во сите нивни општински организации низ цела Македонија и по бројот на своите номинации бев 5 пати повеќе или подобар од другите, вторите, третите и така натаму сите што беа споменати. Луѓето што се во СДСМ ми тврдат дека таква мобилизација внатрешно партиска не е случајна со години назад. Го споменавте ова, имаше многу
прашина се крена околу вашето кандидирање. Делумно за тоа веројатно сте одговорни вие со вашето однесување. До последниот ден тврдевте дека никој не ве консултирал. Зошто тактизиравте? Сигурно за 24 часа не сте донели одлука да влезете во претседателска трка. Јас имав долги месеци дилеми лични. Меѓутоа, вистината е таа. Како што ја споменавте, независно кому како изгледа, дали е пропаганда или е скривање на вистината. Јас бев повикан од раководството на партијата оној момент кога беа собрани сите номинации од терен. Значи 76 општински организации рекоа дека ме поддржуваат или мене самостојно или заедно со некои други имиња, и во тој момент раководството на СДСМ ме повика и ме праша дали има согласност да продолжи во... Тоа беше ден пред, да. Ден пред извршниот одбор на партијата, подоцна од едниот централен одбор и на крајот заврши. Вие одлучивте за 24 часа да влезете во претседателство. Гледате, ја одлучив во оној момент кога ми беше предочено дека не постои ни село ни град во кој тие имаат клубови месни, кој не го спомнува името на Стево Пендаровски. Значи во тој момент јас имав претходни мои калкулации. Да нема забуна, гледам дека луѓето се закачуваат на тајмингот. Во ред е. Моето име беше споменувано и 2011 во сите шпекулации, беше мерено на анкети. Моето име беше мерено на анкети за ланските локални избори. Никој за тие два избора не ме консултираше дали би се нафатил да бидам кандидат за градоначалник на не знам која општина. Не можете луѓето да ги спречите да ме мерат. И на тие анкети имав прилично добри резултати. Меѓутоа, мојата лична одлука беше и да ме контактираат во тој период за таа конкретна функција не би се нафатил, бидејќи сметав дека нема контекст во кој тоа можам да го направам. Во овој момент, тие претпоставувам дека немите интерни партиски анкети, не номинациите на општинските организации, туку немите партиски анкети ме имаат мерено заедно со другите луѓе, веројатно 7-8 месеци назад. Меѓутоа, контакт во оваа смисла... Значи ли ова дека ќе се шлепа СДСМ на вас како нов лик на овие избори, или СДСМ ве турка? Груб збор, ја не би го употребил тој збор шлепање, но факт е дека сите анализи покажуваат дека на страната на комплетниот опозицијски кампус, дека моето име влече најмногу гласови. Значи, тоа беше главната причина. Вие дури во обраќањето зборувавте како ќе се спротивставувате на политиките на актуелната влада, како и самите да не верувате дека може не пресврт на предвремените. Може да ми цитирате некој дел од тоа кај што ја не верувам дека може не директен цитат, ама во целото ваше обраќање пројавуваше, зборувавте дека ќе се спротивставите, дека нема да подпишувате закони што ги носи владата, дека ќе се бидете заштитник на граѓаните. Тоа е нормален дел од секој обраќање на секој кандидат. Или ќе заштитувате од владата на СДСМ. Значи, гледате, ова би било добро да искористам оваа прилика да појаснам преку вас и до македонската јавност. Значи, и мојата теза на партискиот конгрес на СДСМ, на која беше верификувана мојата номинација, е дека независно која партија да е на власт, независно која коалиција да е на власт, вклучително и СДСМ, ја ќе го правам истото. Значи, еве да земеме една хипотетска ситуација. СДСМ е на власт, не е битно како се вика премиерот, и тие носат буџет онаков како што беше донесен после 24 декември. Па ја не знам дали постои претседател на која држава кој ќе потпише указ за важење на тој закон за буџет. Истерани комплетно 40 и кусур пратеници и сите медиуми. Или не знам други флагрантни закони кои ги нема во Европа, кои се косат со сите европски и меѓународни стандарди, да немате во 5 години ни еден указ не потпишан. Сите закони, стотици и стотици да се потпишат е невозможно. Значи да имате роботи место пратеници и место влада, место министри, негде ќе се погреши, ќе речете, ај размислете го овој закон. Зборам за суспензивното вето кое ви го дава уставот. Ние има 5 години имаме човек кој потпишува као машина се што ќе му стават на маса истиот ден. Тама не знам, не езде, не знам кој да биде на власт. Немам намера да кажам стоп, ако тоа не е во склад со интересите на граѓаните. Ние кандидиравме, вие сте избрани поради нас. Тоа е разликата меѓу мене и било кој друг кандидат или други кандидати порано. Ја не сум дел од партиската или членската структура на СДСМ. Ја влегувам во оваа битка формално како кандидат на СДСМ и издружената опозиција, меѓутоа ја во оваа битка влегувам пред сејнаци како Стево Пендаровски. Ја имам свој индивидуален субстрат, содржина, своји размислувања и македонската јавност тоа го знае на нас за 17-18 години. Значи јас влегувам како индивидуа поддржана од партиска групација без дилеми. Али имено затоа велам дека ќе бидам претседател на сите граѓани, а не само на оние кои ме гласали или само на членството на СДСМ. Апсурд. Имаше коментари во јавноста дека сте предложен по налог на Бранко Црвенковски, бидејќи сте соработници од времето кога тој беше претседател. Имате ли контакти со Црвенковски? Се консултиравте ли за вашата намера? Не. Со Бранко Црвенковски во изминатиот период од кога тој ја напушти политика, да се имам видено еднаш лани летото, кога разговаравме као соработници од еден претходен период. Инаку за овие конкретни... Нагласивте во обраќањето, рековте дека сте горд.
Зошто? Гоце, ова што го кажуваш е ти цитираш практично една дијагноза за многу луѓе во Македонија, се нарекува колективна амнезија. Ја во мојата реченица велам горцум што бев соработник и на Борис Трајковски и на Бранко Црајковски. Црајковски е подоцна од Борис Трајковски. Борис Трајковски прв ме постави за советник за национална безбедност, Црајковски го наследи тоа. Значи ја од 2001 првата голема шанса да излезам на националната сцена ми ја даде покојниот Борис Трајковски и ја би сакал кога разговараме на таа тема да се спомнуваат и едниот и другиот, не заради друго, него ја и таму работев идентична работа. Идентично советничко место, дури бе во иста канцеларија кај двајцата. Добро, сега ве обвинува дека кај Црвенковски сте заработиле местото преку претседателското место во ДИК, дека сте го легализирале, верификувале, дека сте ги верификували изборните нерегуларности. Имаше ли нерегуларности на тие избори 2004? Имаше нерегуларности и тие се јасно рапортирани. Тогашната државна изборна комисија му одзема околу 8000 гласови на тогашниот победник Црвенковски и тоа беше се што се однесува до изборните нерегуларности. Има две точки кои треба да ги знае македонската јавност. Кој се сомнева во легалитетот на тие избори и во легалноста на победникот, можеш комотно да го прочите извештајот на ОПСЕ од ИХР од тие избори и да види за какви недоследности и колку тоа влијало, дали влијало на изборниот победник. И ја ви кажам дека тоа токму така пишува. Сите нерегуларности беа регистрирани, санкционирани од Државната изборна комисија, но тоа во целина не влијаеше на кредибилноста на победникот. Тоа е извештај на ОПСЕ од ИХР. И второ, во втора инстанца, втората точка, во втора инстанца Врховниот суд на Република Македонија, ДИК беше прва, Врховниот суд тогаш беше втора инстанца, ги потврди практично сите одлуки на Државната изборна комисија. Значи, илузорно е да тврдите дека победил против кандидатот, а не овој што победил, а некој си Стево Пендаровски во некоја соба се затворил во Скопје и ги фалсификувал сите ливчиња. Тоа е апсурд. Тоа оние кои се разбираат у избори знаат дека е невозможно. И досега во посткомунистичка Македонија во 23-4 години избори и независност, ние не сме имале друг случај во кој политичка партија го обвинува претседателот на ДИК дека избрал друг победник, а не овој кој реално го избрале граѓаните. Тоа се приказни за мали деца. Таа приказна беше измислена од тогашното раководство на опозиционата партија да си ја сочува својата позиција внатре во партијата. Иначе Црвенковски победи со 250.000 гласови во вториот круг, а и во првиот круг водеше со 75.000 гласови. Добро, прашање дали цензусот беше исполнет, тоа беше спорно. Цензусот беше исполнет по сите проценти, не. Цензусот беше на Црвенковски исполнет 53,6, значи точно проценти кусур повеќе отколку што беше цензусот на Иванов последниот пат. Добро, овој корпус на прашања да го завршиме со околу прашањето за Мостар. Сте го објасниле неколку пати, меѓутоа се уште е актуелно во јавноста. Зошто не бевте во авионот со Борис Трајковски за Мостар? Ова е прашање кој сум го одговорил и пак ќе го одговорам, немам никакви дилеми, само морам да кажам да споделам со јавноста едно моје чувство. Со голема тешкотија одговарам на ова прашање затоа што мислам дека луѓето преку починати лица се обидуваат да ќарат политички поени и тоа е прилично одвратна работа. Што мене емоционално ми е тешко кога низ оваа призма тој човек, многу драг за мене и за многу луѓе во Република Македонија, го третираме низ таа призма, дали некој од неговите најблиски нешто му направил, знаел па не постапил и така натаму. Добро, си ќе биде користено во кампањата, претпоставувам, ќе се споменува. Нека биде користено, нека им служи на чест тие што ќе го користат. Меѓутоа работата е кристално јасна и таа е документирана и на писмен начин. Еве две реченици. На 12 февруари 2004 година има писмо од тогашниот премиер Црвенковски до тогашниот претседател Трајковски. Му вели, ние правиме се македонска делегација за апликацијата која треба се поднесе во Даблин, Ирска е претседавач на ЕУ, кој ќе биде ваш представник во македонската делегација. 4 дена подоцна. Исто документирано. На 16 февруари Борис Трајковски му одговара писмено, вели мој представник во таа делегација ќе биде мојот советник Стево Пендаровски. Јас сум во Даблин ден порано од несреќата отиден затоа што Борис така сакаше. Нема никаква мистификација. И зашто сметам дека се работи за една, дека е вас, кај оние кои тоа го лиферува, се работи за една грозна политизација, на еден трагичен настан за цела нација. Затоа што никој не ги прашува останатите кои беа во Скопје, а не се качија во авионот. Значи најмалку неколку високи функционери на ВМРО не се качија во авионот, беа блиски соработници на Трајковски и никој не ги прашува зашто не се качија, зашто останаа во Скопје, само затоа што се високи функционери тогаш, сега уште повеќе на владеачката партија. Значи ако ги прашуваме сите, ги прашуваме сите. Мојот став е познат. Ова што ви го кажувам вам, сум го кажал и на првата и на втората комисија која ги истражуваше причините за несреќата. Тие луѓе не се ни повикани. Не ги обвинувам дека тие знаеле нешто.
се обидувам да ја разголам на грубата политизација на овој случај. Тие луѓе немаат никаква врска со несреќата. Тие луѓе се мои почитувани пријатели, јас се надевам дека сме се уште пријатели и драги соработници од едно интересно време за Македонија, тешко но интересно. И тие луѓе немале поим дека ќе паѓа авионот. Остана затоа што имавме таков работен распоред во Скопје или на други места и тоа го правевме на заеднички колегиуми. И тоа само го поставувам прашањето. Зашто само мене ме прашувате, што е легитимно, а зашто не ги прашувате и другите? Зашто политичкиот или партискиот штит кај вас е јак и не ме прашува никој ни на социјални мрежи, ни по кафани, ни приватно, ни службено, а Стево Пендаровски постојано го споменувате во тој контекст. Тоа е целата вистина, е чиста е. Добро, да поминеме на посуштинските теми. Една од главните забелешки е дека немате јасен став, дека како аналитичар, како професор, секогаш зборувате, меѓутоа користите некои општи фрази без да се конкретно изјасните околу ставовите за клучните прашања пред кои е исправена Македонија. Едно од најважните, ако не и најважно, вие неколку пати барем сте го посочили како најважно е проблемот со името. Имате ли идеја како да се реши ова прашање? Еве еден чист став. Се надам дека почисто до вас здравје. Значи коментари на ова ако има, да сме живи и здрави. Може и да имам. Нека има. Името не може да се решава без државен консенсус. Не може да се решава без државен консенсус. Не партиски, не владин, не национален, не етнички, државен. Што подразбирате? Тоа значи дека сите релевантни чинители, власт и опозиција, албанци и македонци, сите мораме да се сложиме околу тоа што е црвената линија на Република Македонија. 5 години наназад ние немаме државен став. Грција го има. Како да се сложиме? На кој начин тоа би се Како што тоа го направија многу едноставно, како што тоа го направија грците 20 години наназад, не може да се гледаат грците еден со друг, се тепаат до смрт на избори, меѓутоа во тоа време, во 90-тите години и Неа демократија и ПАСОК направија грчка црвена линија, која били ова го прифаќаме, од тука натаму не мрдаме. Македонија 5 години нема државен став. Македонија 5 години нема владин став, дуј вели едно, ВМРО вели друго. Ние сме хендикепирани во старт. Ја не знам зашто одиме кај Нимиц, велики дека нешто преговараме, кога ние немаме усогласена позиција во Скопје. Која е позицијата на владата? Ви имате фрапантен став на премиерот, кој вели со овие што се сега во СДС и во опозицијата, немам намера да разговарам за виталните национални прашања. Не, вика ќе ги информираме кој ќе дое време. Кој ќе добиеме понуда која вреди да се разгледува. Многу е чудно ова што ми го кажувате, затоа што 5 години наназад опозицијата, колку што ми е познато, а познато ми е, не е информирана во ниеден наврат. Че ние сме информирани од медиумите кај што тие брифираат. Може ли да го викне во 4 очи? Не мора лидерот ако има проблем со него. Заменикот, меѓутоа тие добиле довербата од граѓаните да водат државата, затоа има институции, има председател на собрание, има премиер, министри. Јас тврдам дека ова прашање има толку големи пропорции и не засега сите буквално што живееме во оваа земја, посебно македонците, да легитимитетот кој владеачката партија го има добиена на избори не е доволен. Колку гласови има добиена? Колку пратеници? Треба ли да имаме референдум на крајот на тој процес? Како ќе го добија? Знаете ли колку луѓе треба да гласаат на тој референдум? Ако биде конститутивен. 50. Не. Нема. Двете големи партии 2011 рекоа дека ќе биде облигаторен. Конститутивен е, ја не ги знам нивните шпекулации и калкулации, тоа е манипулација со народот. Или има референдум или нема. Кој е вашиот став? Треба да има референдум? Значи, апсолутно. Апсолутно, меѓутоа ние треба да дојдеме до референдум. Последниот пат кога имавме државен став, да се вратам на најбитната точка. Последниот пат кога имавме беше Букурешткиот самит, кога државниот одбор и влада и председател излегал со Република Македонија Скопје пред странскиот медијатор. Добро, ама и сега усогласени се председателот и премиерот. Само што се смени председателот. Може ли да ми ја кажете позицијата која е усогласена? Ја не ја знам, на пример. Не знам. Не ја знаете како новинар, замислете, а обичниот македонец или македонски граѓанин кој треба да гласа на референдум не ја знае воопшто. Значи, нема да се мачите да ја барате, ја нема. Председателот има позиција дека неговиот став е Македонија ерга омнес. Тоа е неверојатен став. Македонија ерга омнес. Првичната беше разумен компромис, само не добивме одговор што. Ја ќе побарате од него. Меѓутоа ја не можам да го сватам тоа. Значи, која е позиција или 3 години наназад македонскиот државен врв унисоно се обидува да ја политички валоризира Хашката пресуда. И што направија? Ние имаме кристално чиста правна победа. 15-0, сите судии гласаа за нас. И што се случува? Ние со таа правна пресуда можеме да се сликаме, народски кажано. Значи, која беше калкулацијата кога влеговме пред тој суд? Да добиеме нешто во политичка смисла ако можеме, не само да си го направиме кејфот за под дома. Добро, вршиме притисок сега врз НАТО, врз Европската Ја гледам дека е тој притисок страшен. Еве го Расмусен, приметам дека не може да спие последниве денови, затоа што страшен. Дали знаете некои конгресмени во Америка, во Канада? Дали писма праќа затоа што бараат да се промени моделот на
на прием? Значи, добро што ме подсетивте. Нашиот амбасадор, ја не знам дали е вратен, кој беше пратен во НАТО, на Комисијата за надворешна политика во Собранието, рече дека негова главна заложба е, поради историската неправда која ни е нанесена, која ќе отиде во НАТО, во седиштето, да го промени начинот на кој Алијансата прима нови членки. Тоа е шега, тоа мора да биде шега. Тоа не може да биде вистина. Вие НАТО Алијансата ќе натерате да го промени механизмот на примање нови, што ќе биде консензус -1, -2. Тоа е неразбирање на логиката на меѓународните организации. Македонија ќе го промени начинот. Македонија. Па ние 2001 не можевме без странски мисии да излеземе од конфликтот во кој упаднавме. Дај Боже да можеме, ја мислам дека не можеме. Добро да се вратиме околу државниот став за името. Пак тоа ќе се сведе да седнат лидерите на политичките партии да се договорат во една соба, да. И повторно народот ќе биде заобиколен. На сите анкети народот е против промена на името, например. Дури по цена да стагнира интеграцијата во Европска унија и НАТО. Лидерите ќе се договорат. Ако се договорат и ќе речат народе ова е нашето решение, го ставаме на референдум и нека го одбие народот. Ама за да го ставиш тоа на референдум, мора да агитираш и да ги убедуваш другите дека и ти си убеден дека е тоа добро решение. Не алиби референдум во кој ќе речеш ја ова го ставам, ама ја ќе гласам против или ќе седам дома. Не таков референдум. Ако си убеден дека некое решение не задира во идентитетските белези, а ќе сме да задира, тама работа ако задира. И тогаш треба да објаснуваш. Да ви даме на друга споредба, можеби не е соодветна. Словенија и Хрватска го решија нивниот спор околу границата на Јадрен. Словенците има референдум за тоа прашање. Хрватите не, но словенците направија национален државен референдум. Нивниот тогашен премиер, а сегашен председател, ја шпарташе ја изора цела Словенија. Лично се заложи, ги остави сите други државнички работи и ги убедуваше луѓето дека тој договор е добар и доби 52-48. Од два и доби, али страшни ресурси вложи во тоа, многу енергија. Ги убедуваше луѓето од Сабалија до Вече, вели, јас сум убеден дека тоа не ги руши словенечките национални интереси. Добро, и ако можете да замислите ВМРО да помане да води таква Ја мислам дека постои само еден начин да се направи ВМРО да помане. Не, оставете го ВМРО. Значи ако се договорат сите релевантни политички субјекти, ја можам да замислам една слика. Да постигнеме. Слушайте, околу што треба да се договориме? Да прифатиме Горна Република Македонија, предлогот на Нимиц. Немој да лицитирате со имиња. Ја велам да седнеме сите и да констатираме. Не можеме да прифатиме ништо. Прекинуваме преговори. Се враќаме дома. Замрзнуваме преговори. Но да биде државен консензус постигнат околу тоа. Кој е вашиот предлог? Ја не. Вие, еве, ако станете председател, веројатно ќе треба да мојот предлог е да дадете некоја иницијатива. Мојата прва иницијатива, првиот ден ќе биде по изборот да ги повикам сите релевантни чинители и да им речам. Ама зашто сте вие, господин Пендаровски, да се постигне компромис или да се прекинат преговорите? Мислам, кој е вашиот став? Конкретно? Јас сум да се постигне компромис. Меѓутоа, каква содржина ќе има тој компромис? Не може да решава само еден човек. Или сите ќе се договориме за тој компромис, кој не обезличува како македонци, или ја не сакам да разговарам за таа работа. И кој компромис не обезличува, кој не обезличува? Па тоа е се подложено на манипулација. Како да знаеме ние кој компромис не обезличува? Имено, го поставивте вистинското прашање. Значи, зашто никогаш не сте ги прашале: "Добро бе господа, што разговарате 5 години со тој Нимиц? Само кафе пиете?" Еве да дојдеме сега на конкретново. Последниот пат, дали се сеќавате на пресконференцијата на Нимиц? Се сеќам. Нимиц кажува една работа која никој од нашиве независни медиуми не го потпрашува. Вели, има ли разлики, има ли сличности, колку се далеку страните преговарачки? Вели, имаме големи разлики. Една од разликите сред Скопје го кажува тоа. Една од разликите е каде да стои географската додавка. Значи, луѓето овде се согласиле на географска додавка. Кого прашале? Кој ги овластил? Само велите се спорат дали е пред Македонија или пред Република. Кој им дал право да се договараат за географска додавка? Тоа го кажувам ја. Ќе дојдеш кај мене, ќе дојдам кај тебе, заеднички ќе се ова не е работа на која треба политички поени да добиваме. Името треба да излезе од политичката агенда. Името не сме да фигурира на ниедни избори. Ако и мислиме добро на Македонија. Тоа го заговарам ја. Не можеме да лицитираме со имиња. Ние ќе седнеме. Која има најголемата доверба од народот? Тие 4-5 души. Се договараме ли? Одиме, не одиме, решаваме, не решаваме. Одиме на референдум. Можете ли да замислите ситуација во која на бина се качуваат 4 релевантни лидери, 2 албанци, 2 македонци и ги убедуваат луѓето од мешан етнички состав на некој митинг во Скопје или во Тетово за тоа и тоа решение? Не можете. Нема друг начин Македонија да го реши тој спор. Или сите четворица на заедничка пресконференција велат ова е претерување, ова што грците барат е фашизам, често пати и е. Ние заеднички, приметувате за инсистирам на зборот заеднички, консензуално внатре решивме дека ова е беспредметно. Тоа е нешто како рамковниот договор. Апсолутно. Па вие, кој човек ќе го избуткаше рамковниот самостојно?
Ние немавме референдум за рамковниот, но и во собрание немаше да помине. Немаше да помине. Зашто го менувавме уставот, требаше 2/3. Околу идентитетов не ми одговоривте. Ја мислам дека само Што според вас би го загрозило, а што не би го загрозило? Кој компромис не би го загрозило? Ја можам да ви одговорам на тоа прашање ако владата мене, вам, на јавноста ни каже до кај дошле во преговорите. Значи, кога тие се согласиле дека треба да има географска додавка пред Република, според тумачењето на Нимиц, а не пред Македонија, што друго добиле као гаранција и дали уопште добиле гаранција за идентитетот и за јазикот? Ако не добиле гаранција, тие направиле национално предавство. Чи ја барам да ми кажат базични информации. Вие тврдевте дека тоа прашање воопшто не е тема на разговорите, бидејќи македонски јазик во Обединети нации. Македонски јазик стои. Стои. Нивната теза е, владеачката партија вели стои, меѓутоа може да биде и наводно е оспорена од грците во преговорите. Јас сакам да видам дали е. Јас се ние збориме вака, ние сме табула раса, гледаме се, чудиме, празен зид, што е договорено. Ако ништо не е договорено, да почнеме од почеток, ама пак консензуално. Разбирате, националното и државното единство се гради околу неколку стратешки точки. Ја дури велам кога доаѓаме до името. Дај да седнеме 4-5 лидери, да седнат тие што имаат најширок граѓански народен легитимитет и да си го постават ова прашање. Таа дилема циркулира. Дали воопшто ни треба НАТО и Европската унија? Некој велат одиме кон исток, одиме кон Азија, таму е богатството, таму е среќата, просперитетот. Ако се согласиме дека не треба да одиме на запад, дај заеднички да го направиме тоа. Ако се согласиме дека треба да продолжиме до Каков е вашиот став? Треба да ја, мојот став е не, без било какви дилеми дека треба да одиме. Но по која цена е второто прашање? Тоа па заеднички мораме да го решиме. По која цена би одел на запад? По цена на обезличување? Ја не би прифатил. Прв не би прифатил. Разбирате, дали ќе биде таксата 12 или 15%, тоа е твоја работа. Си добил легитимитет, терај. Дали ќе имаме закон за образование и за спорт ваков, тоа е твоја работа. Си добил избор, терај. Ова работа не може да ја тераш соло. Ова не ти е дадено од татко, од дедо, од прадедо. А можеме да останеме долго без членство во Европска унија и НАТО? Ја не би го плашал народот со тоа дека ќе има нови војни, дека ќе се распаднеме, само знам дека ако немате имидж на стабилна држава која има иднина, дека ни инвеститор ќе ви дојде, ни плата ќе зголемиме, ни младиве ќе ги запреме кои бегаат масовно од земјава, ништо нема да се подобри. Значи битно ни е да бидеме врзани за Западниот сојуз. Знаете што? Ние не одиме таму заради помодарство. Од 93-та е донесена во парламентот, повторно во тоа време чудно вие сте помлад, меѓутоа декември 93-та е донесена декларација за наше членство во НАТО. ВМРО и СДС заеднички ја гласаат. ВМРО и СДС 93-та година, декември. Значи таа цел не е спорена на партиска основа од никого од релевантните чинители. И тоа заговарам да се направи и сега. Ако не се направи, ние ќе се глодаме меѓу себе и веќе живееме во една страшна агонија во социоекономска смисла. И не можам да видам просперитет за оваа држава која мисли дека треба да се гледа во огледало и да се споредува самата со себе со години. Добро, овој корпус на прашања да завршиме со прашањето за Бугарија. Имаме проблем во меѓусветските односи, освен со Грција и со нив. Инсистираат на договор за добрососедство. Што мислите за ова прашање? Кој е вашиот став? Нели ви се чини дека проблеми ви излегуваат еден по еден, а порано ги немавме? Договор за добрососедство владата на Љупчо Георгиевски потпиша 99-та. Декларација. 15 години немавме проблеми од тој аспект. Одеднаш доаѓа некоја си влада во Софија вели не, без ова не може. Приметувате што е тенденцијата. Овие што се на власт, наместо да ги решаваат проблемите, грчкиот проблем е одамна. Прават нови. И јас се барате да ви одговорам на прашање за кои имам помалку информации отколку за македонско-грчките преговори за името. Немам поим што се случува. Имаше некакви работни средби во Ќустендил и во Крива Паланка чина. Македонската јавност не доби информација што е камен на сопнување. Споменува 3-4 точки, една, друга, реципроцитет има, нема. Ние не знаеме што е договорено, нешто има договорено, не знаеме што престои за договарање. Че ние сме држани во мрак, и они бараат само да минуваме, да велиме да, вие сте најпаметни, вие знаете, водете не. Умре тоа време кога некој требаше да ве води. Ние не сме слепци. Односите со другите соседи, како ги оценувате? Па ја мислам дека Македонија не е присутна на регионалната мапа воопшто. Македонија пред 10-15 години беше предводник на неколку битни регионални иницијативи. Да не го спомнам повторно председател Борис Трајковски, кој овдека имаше самити на кои доаѓа и Срби и албанци. Малку познат податок е дека доаѓаше Реджепи, доаѓа неколку видни косовски политичари, кога Косово не беше уште независна држава. Доаѓа во Охрид, доаѓа во Скопје.
Значи, уште пред 2008 година и тој можеше да ги спои и србите и албанците кои не можеше никој друг да ги спои и во регионот и пошироко. Ние овдека дочекавме сега ланската година и пол да не можеме да го одржиме самитот затоа што ако доаѓа србинот, албанецот не му доаѓа нашиот представител. Ако му доаѓа албанецот, србинот не му доаѓа и така натаму и така натаму. Значи самитот го откажавме, процес за соработка во југоисточна Европа 24 сата пред почнувањето. Тоа е дипломатски срам за нашата земја. Значи Македонија ја нема во регионалната мапа. Имаше уште една иницијатива да подсетам вас и јавноста. Сте чуле за иницијативата Балкански Бенелукс? Нашиот председател има дадено изјава за согласност. Се согласува со таа идеја. Доаѓаме овдека, владата вели не. Разбирате? Тоа е за Албанија, Косово, да. Босна, Црна Гора. Од Црна Гора е тргнато, тоа црногорскиот премиер го предложи формално, на некоја четворна средба, тоа е прифатено и од наша страна, на ниво на председател, владата вели не, мислиме дека тоа не е добра работа. Некои министри во владата велеа зашто да не, од ДУИ, други министри од ВМРО не, ни случајно, че ние, тоа се многу сериозни работи. Може ли тоа да биде утре нов сојуз? Балкански Бенелукс. Знаете што има оригиналниот Бенелукс? Има парламент. Тоа ли сакаат? Немам проблема, нека ми кажат. Че ние пипаме се, напипуваме што е можно, што не у 21 век. Добро, немаме базични информации. Ние мораме да соработуваме со тие држави. Ја не спорам. Ама нека ми кажат, во тој парламент ќе биде на паритетна основа представеноста. И Македонија колку пратеници ќе има во тој парламент? Мисли ли некој околу тоа? Не само да предложиме нешто да прифатиме. Сериозни анализи мора да претходат на било каква изјава, а не на давање согласност за некакви проекти кои патем кажано и останатите во регионот ги одбија, што не беа добро обмислени, не беа дадени колку да се направи политичка промоција на тој што сакаше да се промовира од Црна Гора. Како ги оценувате овие евроатлантски перспективи? Често во вашите интервјуа кажувавте дека сме некако замрзнат случај, дека сега предстојат избори во земјите од Европската унија, дека ќе се менуваат и Европската комисија, дека може да дојде некој еврокомесар кој нема да биде толку заинтересиран за Македонија како што е актуелниот. Ние сме замрзнати во однос на Европската унија и НАТО само поради името или има ова сакам да ви кажам, значи формално сме замрзнати од 2008 и сега под тоа, под површина почна нам задниве 5-6 години да не се случуваат други лоши работи, а името е само повеќе или помалку добра фасада. Значи ние сега зад името почнавме да стагнираме во сите битни демократски и економски индикатори. Во сите битни. Чи кажете ми кој економски индикатор е подобар денес од 2008? Не споредувам, не знам која друга година, него ова иста гарнитура која беше. Која слобода е сега поприсутна или ја има, а порано е? Ние меѓувреме, токму во овој период, добивме политички затвореници. Срам во Европа. На кого мислите? Ги споменавте и во обращањето? Нема никакви дилеми, па Љубе Бошковски е во State Departmentот спомнат како политички затвореник. Во последниот извештај на State Department се спомнува во сличен контекст Шиповиќ. Не можеме да се лажеме и доколку станете председател, планирате да ги амнестирате? Да поведете иницијатива бидејќи сега ви ги скратија? Значи законот е тука има забуна и гледам и на двете страни на председателот му е одземено тоа овластување. Да, јасно ми е, меѓутоа може председателот да излезе јавно да иницира постапка. Не може да иницира постапка, може да иницира Министерството за правда, председателот може да даде изјава во оваа смисла да каже мене тука тие работи не ми се сомнителни. Мислам дека тоа имаше прилично политичко замешателство во тие случаи и да апелираш јавно, меѓутоа низ изјава, не можеш со никаков друг механизам да го сториш тоа. Јасно е дека има политичка импликација, дека има политички притисок во неколку важни случаи во Република Македонија и ние тоа го пуштаме така до ден извода. Добро, меѓутоа ако се реши името, веројатно се ќе ни прогледаат низ прсти. Ќе ни прогледаат низ прсти, јас се плашам што ако не го решиме името и ако продолжиме со овие негативни тенденции да гниеме од внатре. Можно е. Например, ја не велам дека ние мораме час поскоро да го решиме името. Ама еве договараме. СДС, ВМРО, ДПА, ДУИ не го решаваат, велат не може бидејќи грците се фашисти, грците се радикални. Океј. Која е алтернативата? Ние нашата власт и влада вели ние имаме доволно автономни капацитети да ја развиваме Македонија. Гледаме како ја развиваат Македонија изминативе 5 години. Чи велат тоа е добро да сме таму? А зошто мислите дека немаме капацитети да ги развиваме? А не ја ги гледаме ефекти. Мора некој да ни кажува како Белград што ни кажувал, па сега да чекаме Брисел да ни кажува што треба да правиме. Разликата, као помлад треба да ја знаете, разликата од Белград и од денешен Брисел, која слушам и во неколку други посткомунистички држави као аргумент во наводници, Белград беше комунистички центар. Брисел е демократски центар. Значи не може да ми кажете дека ние треба не можеме сами ние да си немаме сила внатрешна да си Ја го поставам истото прашање. Моето скромно забележување е дека сегашната влада
посебно најголемата партија, нема демократски капацитет да ги избутка неопходните реформи и без Европската унија и НАТО. Ја не спорам дека не е можно. Потешко ќе биде, али е возможно. Меѓутоа гледате што не се случува. Ние имаме индикатори кои кажуваат, ние сме европски рекордери по мизерија. Ние имаме намалување на невработеност само затоа што воведоа две нови спектакуларни категории, активни и пасивни баратели на работа. Сте чуле за пасивен барател на работа у свет? Пасивен барател. Пасивно На бара. работа нема, не ни бара работа. Мислам дека има тоа. Не се вика пасивен барател, што тоа е контрадикција во самиот израз. Не се. Македонија ги намалува на вештачки начин невработените. И ние имаме, не по мој, по ваш податок, 440.000 иселени според Светска банка од уназад 12 години назад. Што правиме со тоа? Ние ќе дојдеме во ситуација која не ќе можеме, ќе имаме институции, не ќе имаме народ. Ние ќе имаме председател, премиер, пратеник, нема да имаме луѓе. Ние од тие причини мене ми се чини не ги кажуваме резултатите од Во Европска пописот. унија иселувањето веројатно ќе продолжи. Ете Бугарија, Романија се најголем пример. за Иселување тоа. од Македонија имаше и 90-тите. Меѓутоа, статистичари велат дека пропорциите на сегашниот последен емигрантски бран се поголеми од тоа време кога имавме војни околу нас. Тоа треба да не загрижува. Да, ма, треба и да да влеземе во Европска унија, веројатно тоа нема да се сопре, напротив, може да ескалира. Јас мислам дека Барем треба... такви се примерите од регионот, од Романија и Бугарија. Јас предлагам да влеземе во Европската унија, па после да ги гледаме тие последици. Ако не влеземе, минимум ќе имате уште толку бугарски носители на бугарски пасоши колку што имате денеска. И без влезење во Европската унија. А таа бројка не е мала. И јас се плашам дека следи втор, трет чин на таа драма за сите што живееме тука. Овие што одат пред нас кон Европската унија. За разни погодности, полесно патување, полесно правење бизнис. Да не почнеме ние скоро да земаме српски и албански пасоши. Албанија сега во јуни ќе е можно да добие кандидатски статус. Србија веќе почна да преговара. Што правиме тогаш со Македонија? Добро, го зборуваш и Ахмети пред одредено време, Па што? ама не ве сметава за консензуален кандидат. И поимот консензуален кандидат по мене е погрешен. Ја мислам дека сите обиди на ДУИ беа за коалиционен, за внатре владин кандидат. Значи сите обиди на ДУИ, колку што ја можам од јавност да разберам, беа да се најде заеднички прифатлив кандидат со ВМРО ДПМН, а не со сите други. Што е коалиционен Тие кандидат? две партии го имаат легитимитетот најголем. Нека терат, не го спорам ја нивниот обид, само ви кажувам дека терминот не е прецизен. Не консензуален, туку коалиционен кандидат кој не успева да го Се направи. сметате себе си за прифатлив за албанците? Ве обвинуваат дека им се додворувате често. На каков начин? Па преку вашите анализи, преку вашите изјави. Знаете што, јас сум еден од луѓето кој беше блиску до приправањето на Охридскиот рамковен договор. И ја не сакам да го лажам ни македонскиот народ, ни македонските албанци, ни другите граѓани овдека. Македонија или ќе биде држава на сите, или лошо ни се пишува на сите. Вие со чаламење од типот дајте ми 62 пратеника за да не ме уценува мојот коалиционен партнер, ја немам намера да барам ничии гласови. Ја не се додворувам никому, ниту имам намера да се додворувам. Ја ќе му придам на секој човек независно каква етничка припадност има и ќе му кажам или заеднички ќе направиме некаква минимална државна социјална кохезија или нема среќа за никого. Ја не велам дека ќе има нова војна. Само ви кажувам дека ако 25% луѓе ги третираме како уценувачи, тоа е реториката на премиерот, имам уште 7-8% други луѓе кои не се ни македонци ни албанци, значи помали етнички заедници. Ако третина од државата ја третираме како потенцијални заканувачи или уценувачи, ќе нема среќа за Македонија. Македонија во историска смисла била хетерогена, етнички и религиозно. Историски, во историска перспектива, како што е денес, така била и низ историјата. Кој не знае дека Македонија е хетерогена, сложена како општество и како држава, тој најдобро да не се бави со политика. Најдобро да не се бави со политика. Јас се согласувам дека е побаво да бидете премиер, председател, министар во Словенија, кај што 90% се словенци, многу полагодно е од овој аспект. Ама ако се нафаќаш да бидеш во политиката во Македонија, мора да знаеш дека тие луѓе не се втора категорија. И не можеме да ги елиминираме на тој начин што ќе ги наречеме уценувачи, дајте ми мене мнозинство. Па имаа мнозинство 2000. Немаа мнозинство 2008. 62 пратеника. Беа сами или беа повторно во коалиција со таа партија? Добро, но цената на ДУИ се намали. Еве ја цената. Значи ја не знам какви се тоа другите ситни цени. Значи за да нема заблуда за вашата јавност. Кажете ми, која влада го призна Косово? На Никола Груевски. Која влада ја демаркираше македонско-косовската граница? Што е лошо во тоа? Ма не, вели, дајте ми 62 за да не ги слушам албанците. Па добро, тоа не го бара албанците, го бара американците, претпоставувам. Кажете ми, која влада ги амнестираше хашките случаи? Не, ако барате вие 62 за да не ги гледам овие. Добро, ги амнестира, нема 62. Ги амнестира по изборите 2011. Таа беше А да има 62 немаше да ги амнестираат.
Па веројатно не Што знам, веројатно? не знам, ама веројатно Не. немало да Гоце, може станува дуј да биде збор- во станува ситуација да збор за оценува прилично. состојувањето на владата, да го оценува со тоа. Кога се станува збор за прилично неуспешен политички театар во многу чинови. Само наивните не го гледаат тоа. Значи, тие луѓе функционираат, окей, имаат легитимитет, нека тераат. Не викам да не тераат заеднички. Победници се во етничките говоретија. Само немој да продаваш нешто што реално не се случува. Дајте ми 62 за да не ги гледам овие, пошто многу креваат гласот. Мораш да бидеш. Немаше ни Рамковен, ни Свети, ништо немаше. 92 ПДП влезе во владата. Прв пат, 91 се извинам, албанци влегува во владата. У кој устав пишуваше? Не пишуваше. Затоа што беше политички насушна потребата и тој дел да биде инклузивен, да го внесеш во институциите, ако не го внесеш во институциите, ќе го гледаш на улиците и ќе нема среќа за никого тогаш. Добро, поентата е никој не вели дека нема да ги земат албанците во влада, меѓутоа која ќе биде цената на коалицијата? Тоа Да е бидат потивки, вие предлагате да ги земат, ама да бидат потивки по можност. Таа е логиката, се обидувам да е сата логиката. Мене таа логика во политиката ми е туѓа. Гласот на секој албански министер мора да биде еднаков со гласот на секој македонски министер и обратно. Ја не сакам никој никога да уценува. Значи, ниту албанците, македонците, ниту обратно. Мора да бидеме рамноправни у тој дел. А како го оценува тој став на ДУИ и на ДПА? ДПА вика дека албанците апсурдно е да гласаат за кандидат македонец. ДУИ Али Ахмети отворено кажува дека ќе работи овие избори да пропаднат. Ова ви е некако хендикеп. Не, затоа што мојот таргет не се албанските политички партии. Ја немам намера да се договарам, да кажам културно. Се албанските гласачи. Токму така. Али албанските гласачи со име и со презиме. Тие притоа може да бидат членови на ДУИ, на ДП и на кого сакаат. Може и да не бидат. Може да не гласале до сега. Мојата намера е да му пристапам на секој албанец, да му пристапам по име и по презиме. Ако сака да, ако не сака пеќи. Ако сака Дали ќе смее? Ќе има и наблюдувачи, да. Тоа не е моја работа. Значи, ако сака да ги слуша партиските лидери, нека ги слуша. Ја сакам да ја представам мојата платформа во која Македонија нема да биде мајка за едни, маќа за други. Ништо повеќе од тоа. Може да не добием ни еден албански глас. Говорете, меѓутоа албанскиот глас потенцијален и овој од македонска страна ми е еднакво важен као на индивидуа со индивидуална содржина, име, презиме и своја биографија. Ништо повеќе. Не сакам да се бавам со организиран пренос на гласови. Не ме интересира. Таман 100 пати да изгубам. Не сакам организирано да договарам да купувам, да продавам гласови. Тоа ми е туѓо, тоа ми е гнасно. Се споменуваше дека сте имале средби со Ахмети и Артан Грубин. Не. Точно е тоа? Не, никогаш не сум ги видел тие двајца. Апсолутно никогаш не сум ги видел. Не знам за лидерите на СДСМ, тоа ќе ги прашате нив. Ако ме ставаат мене во тој кош, меѓутоа јас лично со ниту еден висок функционер на ДУИ не сум имал политички разговори за моја номинација, за нивна поддршка, апсолутно не. Должам да не испадни во тој контекст со еден од министрите на ДУИ, со господинот Ваѓан Старачини, бевме колеги на универзитетот кај што работиме, и тоа е се. Не сум имал никакви политички разговори со никого од таа структура. При крај ни е емисијата, на крајот уште едно прашање околу анкетите. Се појавија првите деновиве, според нив имате 10% помалку од актуелниот претседател Ѓорѓе Иванов. Ги сметате за релевантни и како мислите да ја надоместите ова разлика? Ако зборуваме за истата анкета, на ИПИС, таа беше така ја третирам само како анкета на асистентот во корист на неговиот професор на правен факултет. Ако ме разбирате. Значи асистентот Божиновски, сметате за релевантно. Асистентот Божиновски ја направи таа анкета за потребите на неговиот професор од истата катедра на правниот факултет Ѓорѓе Иванов. Добро, господин Пендаровски, благодарам за разговорот. Благодарам и на вас. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам што и ова вечер бевте со нас. Останете со 24 вести.